Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Пред се, да ви посакам убав и благословен Великден, денот кога нашиот Господ Исус Христос воскресна и Божјото ветување на целост се исполни. Во денешното видео ќе се присетиме на што тоа се случи денес на Великден, што Господ направи за нас, ќе се присетиме што тој направи пред да биде распнат и потоа да воскресне. Ова видео е како специјал за Великден, затоа што сакам да снимам некој посебно видео за овој прекрасен и благословен и велик и голем ден, како што и самото име кажува. Но така да, ајде прво да видиме кои чуда ги направи Господ Исус Христос кога беше на земјата. Жено, те ослободувам од болеста. Гледајте, таа е здрава! Ова е чудо! Таа е здрава! Дојдете да видите! Слава! Слава на Господа! 18 години биди благословен учител! Одеслајте го чамецот кон подлабокото. Потоа фрлете ги мрежите за риболов. А, Господи, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме. Но штом велиш ти, ќе ги спуштам мрежите. Јакове! Јоване! Јакове! Јоване! Довесајте се самецот и помогнете ни! Брзо! Не можеме, рацете ни се полни. Доволно е. Доста е, доста е. Не плачете. Таа не е мртва, туку само спие. Дете, стани. Како што видовме, Господ Исус Христос направи многу чуда и ова е само дел од тие. Има многу чуда кои што можеме да ги видиме и на филмови, но и да ги прочитаме во Светото писмо, односно во Библијата. А сега е време да се присетиме што се случи на Великден. Уште во ранин бугри, во неделата наутро, тие дојдоа кај гробницата носејќи ги приготвените мириси.
го најдоа каменот одвален од гробницата. Но кога влегоа, Исусовото тело го немаше. Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, но воскресна. Сетете се што ви рече уште во Галилеја. Синот човечки ќе биде предаден на грешни луѓе и ќе биде распнат, но на третиот ден ќе воскресне. Чујте, каменот беше тргнат. Влеговме. Но телото на нашиот Господ го немаше. Го нема телото на нашиот Господ. Ни се јавија два ангела во облеки светли како сонце. И ни рекоа: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Вистина е. Верувајте ни. Верувајте ни. Ги видовме. Одете и уверете се. Гробницата беше празна. Господа го немаше. Петар, треба да ни веруваш. Исус им се јави на двајца своји ученици, а тие возбудени отидоа кај другите. Господ навистина воскресна. Му се јавил на Симона. Ние не го познавме, додека патувавме. Кога го прекрши лебот, тогаш го познавме. Во Емаус, зошто ли одел таму? Мир на сите. Зошто се плашите? Зошто ви наdoаѓаат такви сомнежи? Еве, видете ми ги рацете и нозете. И уверете се дека тоа сум јас. Допрете ме и уверете се. Духот нема тело и коски, а јас имам. За сите овие нешта ви говорев уште кога бев со вас. Дека се што е пишано за мене во Мојсиевиот закон, во пророчките книги, во псалмите, требаше да се исполни. Така е напишано. Месијата ќе пострада и ќе воскресне на третиот ден. И во негово име ќе биде проповедано покаяние и простување на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. Вие сте сведоци за ова. А јас ќе го исполнам ветувањето од мојот Отец за вас. Останете во градот, додека не слезе врзва сила од озгора. Бог да ве благослови и чува. Ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал.
И ете, јас сум со вас секогаш, се до крајот на светот. Тоа беше тој прекрасен ден, кој што е многу повеќе од само ден и само празник. Да така да на секој ден ви посакувам денешниот ден да ви биде радосен ден, исполнет со радост и мир, да се радувате и да го славите Господ. Да не се опивате, да не слушате песни кои што се за слава на луѓе или светот, туку славете го Господ, затоа што она што Тој го направи за нас, никој друг не може да го направи. Сакам да ве потсетам дека Господ неизмерно, изобилно ве сака и дека Тој тоа што го направи на крстот, го направи и за мене, и за тебе. Кој да си, што и да си направил, Тој го направи тоа за тебе. Тоа е тој совршен чин кој што го направи Господ за нас. Но така да тоа беше тоа, се гледаме во наредно видео. You said